Деновиве оризопроизводителите интензивно ги третираат сопствените површини со хемиски препарати за заштита од плевели. Во услови на расцепканост на површините и било каква организираност, секој прска кога ќе процени и кога може, што во основа ја намалува ефикасноста при заштитата. Меѓутоа, уште поголем проблем представува набавката на пестициди, бидејќи големите разлики во цените на редовниот пазар и на црниот создаваат хаос во прометот. Соочени со високите цени на заштитните средства, кои се на позитивната листа за употреба, земјоделците се снаоѓаат со набавка на црно, главно преку превозници кои разноразни хемикали донесуваат од Италија, Турција, Грција и други земји во окружувањето. Меѓутоа, во тој бизнис мошне често има и профитерски измами, па и покрај навременото прскање, препаратите не ги даваат посакуваните ефекти, односно не го уништуваат плевелот. Сега моментално тука покочење е завршено со прскањето. Препаратите се скапи и се многу има неквалитетни препарати од секаде донасат. Оризо сега оваа година пак колку толку држи место, ако биде таа барем да не е арпата испод 25 динара, а белиот да е 50 динара, 55 откупу, тука таа цена може да биде. Па сега има фаце се користиме, со фаце басаграм зимаме, такова за кандрата се зима. Тоа користиме моментално. Веќе привршуваме при крај праскањето на оризо. Шверцерски, оние се скапи. Од шверцерите, иначе по аптеките со голема маржа работат, тоа е скапо и не е исплатливо ни да се произведе оризо со тие цени. А безредие беше усеењето, ќе биде многу тешко. Оти касне оризо, сигурно со цел месец касне. Имавме убава година, зашо беше безреди усеењето, не знам. Многу се закасна усеењето. Годинава се очекуваше поголем ред во набавката на пестициди, меѓу другото и поради драстично намалените површини под ориз. Па сепак, намалениот промет само ја зголеми конкуренцијата, посебно на пазарот на црно. Во такви услови, додека едни печалат, други трпат загуби, поради приносите и неквалитетот. Инаку во домашната мрежа на земјоделски аптеки, главно се нудат препаратите Клинчар и Аура, првиот по цена од околу 3500 денари за литар, а вториот 8000 или 8500 денари за литар, како и Басагран и Бентазон по 800-900 до 1000 денари за литар. Цените на овие или слични пестициди на црно се речиси на половина цена. Според неофицијални податоци од стручњаци кои се во прометот со хемиски средства, лани од вкупната продажба дури 50 до 60% се реализирани на црниот пазар. Тоа значи дека толка процент останал непродаден во земјоделските аптеки и магазините на увозниците. И иако со години е така, досега не е изнајдено соодветно решение за сузбивање на трговијата со пестициди на црно.